Христијанскиот празник Водици има свое карактеристично празнување во територијата на етничкиот предел, каде што се наоѓаат селата Битуше, Ростуше, Велебардо, Требиште и други. Во самото празнување главни фигури и улоги имаат старите и новите кумови, односно тие во таа година календарска што ќе го слават и на тие што ќе им биде предаден за наредната календарска година. Самото празнување трае од самиот 31 јануари претходната година, односно од истата во која се прославува, каде што новиот кум се зарекува за кумството наредната година, но и самото тоа си продолжува и на 14 јануари, на самиот празник Василица, каде што знаеме ние Стара Нова година или Православна Нова година, каде што старите и новите кумови не спијат, ја пречекуваат новата година будни и испраќаат млада девојка или млада невеста облечена во свечено рубо во селските чешми за да наполни вода, која попатно ќе му стави неколку гранчиња дрен, со цел да биде таа дреносана, односно да биде заштитена од зли духови и да кај домакините и кај останатите лебови кои допарва треба да се месат. Кога ќе се пристигне во домот на старите кумови, од тие две бардиња со дреносана вода се месат првично од самата девојка која била 5 лебови, а потоа месарките започнуваат да месат лебови за секоја кумстарка која ќе учествува во самото празнување по една погача. Се случувало на времето да се месат и до 100 погачи. На самиот празник, на 17 со самиот почеток на празнување, на 17 јануари две девојки се испраќаат да и повикаат кумстарките кои ќе учествуваат на празнувањето Водици. Се повикуваат да дојдат во куќата на старите кумови, каде што две постари жени во различни краеви на собата го прават така нареченото сучење на врвката, кое што подоцна машките членови го прават врзувањето на крстот, односно босилјокот врз крстот, да се притврсти со таа сукана врвка и да се стави во бакарното котле. Има случаеви каде што во црква, заедно со попот и машките членови се случува тоа врзување и пеење на тропарот во Јордање. Сите машки членови, стариот и новиот кум, вечерта на 17 јануари се упатуваат кон манастирот Свети Јован Бигорски, каде се собрани сите кумови од сите села од овој предел. Самиот крст се клава во бакарно котле и во крстена вода, која што е ставена е испеана и е ставена во голем казан, и со самото тоа на 18 сабајлето се враќаат во самите села и со тропарот во Јордање и попрскуваат улиците и куќите во селата за берекет и благослов да се шири во престојната година. Во Јордане крещајушту сја Тебе, Господи, Троическо јависја, поклонение. Родителе Богла, свидетелство ваше Тебе, возлюблена го Тја Сина, именуја. И дух во виде голубине, извествуваше словесе утврждение. Јавлејся, Христе Боже, и мир просвеште и слава Тебе. Во Јордане крещајушту сја Тебе, Господи, Троическо јависја, поклонение. Родителе Богла, свидетелство ваше Тебе, возлюблена го Тја Сина, именуја. И дух во виде голубине, извествуваше словесе утврждение. Јавлејся, Христе Боже, и мир просвеште и слава Тебе. Во Јордане крещајушту сја Тебе, Господи, Троическо јави
javisia поклонение. Родителе, Бога свидетелство ваше Тебе, возлюблена го Тя Сина, именуя. И дух во виде голубине, извество ваше словесе утвърждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещи, и слава Тебе. Во Јордане крещајушту ја Тебе, Господи, Троическо явися поклонение. Родителе, Бога свидетелство ваше Тебе, возлюблена го Тя Сина, именуя. И дух во виде голубине, извество ваше словесе утвърждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещи, и слава Тебе. Со благословувањето, со попрскувањето низ сите селски куќи, кога ќе заврши тој обичај, сите се упатуваат кон своите домови, односно кај старите кумови остануваат најблиските, за да ги наредат картите по ред како што треба на утрешниот ден 19 да се упатат кон црквата. Сабањето на 19 јануари се оди за фрлање на крстот. Тој што ќе го фати крстот знаеме дека се смета за благословен, тоа се случува во селскиот јаз, каде што има церемонија на фрлање од страна на свештено лице, каде што по завршувањето истиот тој што го е среќен и го фатил крстот се упатува кон селската црква. За тоа време кумстарките кои ќе учествуваат на празнувањето во истиот ден се упатуваат кон куќата на кумата и оттаму си ги земаат своите карти, врз кои се ставени претходно направените погачи покриени со волнена шамија. Тие погачи се наредени на таков редослед, првично да биде кумата и потоа хиерархиски мажените жени и на крајот немажените жени. Прво едниот крст, а потоа и вториот крст, доколку во селото има два или повеќе крста. Тие со различни традиционални песни се упатуваат кон дворот на селската црква и со самото пристигнување во дворот на селската црква се случува почнувањето на изведбата на познатото Свети Јованово оро. Тоа оро се изведува без музичка придружба, односно со традиционалната песна Петар и Павле, две ора водат. Во истата песна на крајот се наведуваат сите машки имиња у кои што се од членовите на кумот, од фамилијата на кумот. Доколку нема машки членови, односно домакинот е умрен, во поново време се случува и женски имиња да бидат наведувани и набројувани во текот на изведбата на песната. Со самата песна која се изведува и орото која се игра, треба да се свртат во дворот на црквата онолку кругови колку што има членови, но мора да биде бројот непарен. Доколку има парен број на членови фамилијата на кумовите, тоа ќе биде изведба на еден круг повеќе или еден круг помалце. Обично се изведуваат 3 до 5 кругови со истата песна и песната се повторува онолку пати колку што е потребно за да се постигне тоа, да речам, тие непарни кругови. Pokrotku
Со изведбата на Свети Јован Ново Торо, кое е карактеристично за овој предел и се изведува само на овој празник, кумстарките се упатуваат кон своите домови и носат таблите врз кои што беа ставени погачите. За тоа време машките ги сечат погачите на толку парчиња, за секој да има, од секој член од селото да има по едно парче леб. За време на тоа се изведуваат и така наречени традиционални ора, придружувани од традиционален оркестар за тој крај, односно зурли и тапани, каде што е познатиот тежок чекор врз изведбата на ората, се изведуваат различно машки, различно женски, хиерархијата и тоа како е позната во овој предел, и со самото тоа се случува до некој степен експлозија при прославата, да може и самиот кум при прослава да се искачи на тапан и да искаже своја емоција кон играњето на орото, и со самото тоа да стави свршен чин врз целото празнување на празникот, дури е во неговата куќа.
По завршувањето на веселбата во црковниот двор, сите се упатуваат во куќата на новиот кум, каде што се поставува крстот пред куќината икона и таму тој ќе престојува во текот на целата година. Домакинот си има припремено свечен ручек, каде што ќе прво ги седнува да ги нагости кумстарките, односно жените, потоа после нив седнуваат мажите и со самото тоа се става еден крај на целото празнување на овој празник, кој што за среќа и до ден денес можеме да го сретнеме како жив обичај во традиционални носи кои што се носеле од тој период до денес, со традиционална музика која што се изведувала од тој период и до ден денес.